Здраво. Добре да е у втората, вајда, ќе видам. Втората епизода од Миткаст. Што правиш? Добар, жив, здрав, по дома? Добри? Супер. Важи, ќе се чуеме. За ти што дојдеш прв пат, здраво. Јас сум Гоце, работам дизајн веќе 15 години, разни маркетинг агенции, бренд студија и последно време малце така фриленс си работам. И еве, тука некоја дума да кажам уврска со дизајн, со кампањи, со што е добро, што не е добро, што ми смета, што може да биде подобро, што не ми смета, што може да биде уште подобро од тоа што изгледа и од прилика така. Значи, ваков е концептот. Претходната епизода, ако не си ја гледал, имаш доле у description. Знаеш, лайк, шер, subscribe. Мене многу ќе ми значи тој лайк, тој subscribe од тебе посебно ќе ми значи премногу. Здраве се, ако си ептен супер цар, можеш и на Patreon 5 евра да пуштиш за батко ти. И од прилика тоа е тоа. Денеска, за разлика од претходната епизода кај што малце бев кој што ми кажа, колку си мрачен. Денеска ќе бидам весел, идемо, let's fucking go! Ќе гледаме една од најубавите кампањи кои што имаат искочено кај нас у последно време. Зборам кампања од почеток до крај. Значи, факт е дека за оваа кампања се беа потребни 100 години да се направи, и у буквална смисла 100 години, но тоа не значи дека другите не треба да видат добра кампања и да кажат, окей, ова може да го направиме и ние многу побрзо. Сега кога веќе имаме основен материјал и основен принцип, буквално школа дадена, изоден пат, значи направен пат и изоден пат од некој кој што го направиле. Вајда знаеш, вајда одма ти текнува за кој правиме. Правиме ова за кампањата на пивара Скопје за 100 години Скопско. Значи, ја како изгорен од разни кампањи, работење на разни кампањи, кампањи на кои што сум почнувал да работам со најголем ентузијазам и после 3 месеци не сакаш да ја видиш кампањата што ти е до тука дојдена. На сите кампањи гледам окей, добро, да, искрено не се сеќавам кога последен пат сум имал пеперотки у стомак за кампања. Да расчистиме, да разјасниме. Сега може тебе да не се свиѓа, што е скрос окей, истото можеш у коментар да го пишеш доле да кажеш зошто не се свиѓа тебе таа кампања, но ја ќе кажам зошто мене ми се свиѓа. Прво, Скопско као бренд е доста познат, значи од мали деца до дедовци, баби, у гериатрија го знаат брендот Скопско како таков и тоа е сосема супер подлога за да влезеш у комфорт зона и да кажеш окей, не треба да правам ништо, мене ме знаат кој сум. Сваќаш? Пристапот на Скопско како бренд беше таков едно време, да не се лажеме, значи 2010, 11, 12, 13 до 15 година, Скопско имаше таков пристап. Јас сум Скопско, разбираш? И мене сите ме знаат и нема потреба јас што да се докажувам пред тебе. Но после тоа се појавија уште ред други пива, инфлација, глупости, едно друго, па почнаа сега странските пива да се поевтини од Скопско. И сега Скопско почна да се губи во својот идентитет. Тоест почна да се губи на пазарот, почна да го снемува некако. Сега не зборам конкретни бројки, не ги знам бројките внатре, но моја гледна точка као човек што повеќе пие пиво него вода, за мене Скопско дефинитивно почна да го снемува. Знаеш, се појави ДАП со некои добри реклами, знаеш, онака светски унковци ги направија супер рекламите, се што треба, се појави, не знам, у кафич пола литарско старопрамен беше окей да се пие со цена иста као Скопско 0,33, па брат болje да пијам старопрамен што е генерално поубаво пиво, на вкус зборам сега, нели, за тоа што го знаеме како пиво и нели, цена по капка вкус. Така ќе го рачунаме некако. И сега без некоја реклама старопрамен си дојде со таа некоја фона и баш кај имаше, не знам,
ако добро се сеќам, не знам која точно година беше, некое светско или европско првенство во фудбал, и Старопрамен имаше за секој втор гол гратис пиво за секој што пил кафана пиво. Се потепаа луѓе од пиење Старопрамен тогаш. И нема врска, и сега Скопско почна да се пронаоѓа само себе. Кај сум, што сум, луѓето почна, посебно младите луѓе, почна да го гледаат Скопско како еден бренд кој што пиво за бумери, така некако да го наречам. Значи, сега тоа маркетинг агенција се нарекува бренд персона. Значи, брендот, во случај Скопско, флаша Скопско или лименка, што и да е, го замислуваш како човек. Така. И луѓето што ги прашуваш околу тебе кои се што се најблиски, на пример, работиш на тој бренд и сега имаш да сработиш кампања, ти реков ми рече, и почнаш да ги прашуваш, знаеш, си правиш она лагани муабе, чит-чет со нив малце, знаеш што мислиш за пивото, како ти изгледа. Грото од луѓето Скопско ги асоцираше за жал на пиење пиво дзидарско, што го викаат 0,5 пред кооперација. Пред продавница на гајба седнат, знаеш, овакво кажи го, месни нарезак, вегетичка, домакински муабе, ти знаеш, и се бистри политика пред зграда. Може би, да, таков пристап имаше Скопско, затоа што тогаш па и надвладеа во Хорека, хотели, ресторани, кафичи, клубови, надвладеа сегде со мерчендајз, со чадори, со фрижидери, со агресивна кампања. Ова зборам пред 10 години, сега не зборам за сега. Значи, ова правам ретроспектива од 90 години Скопско до 100 години Скопско, колку ствари само се сменија. Премногу, значи. И тоа е Скопско, вајда, не знам сега, не сум им у глава, ама од тоа што го гледам, и што го гледав и тогаш, и сега активно, Скопско дојде до некоја си идеја да направи ново скопско пиво наменето за млади луѓе, значи 18+. Легално треба да биде 18+, и така и е. Скопско го направи тоа, го направи Скопско смут. Сега, за тие што се малце постари, сигурно го знаат Скопско Силвер, тоа беше некоја 2008-2009 кога искочи, ако не се лажам. Во Колосеум се продаваше многу Скопско Силвер, имаше Силвер Мун, тоест Силвер журки се правеа во Колосеум, добри диџеи доаѓа едно друго, значи беше популарно, ама беше популарно само таму. За широка потрошувачка не беше баш многу трошено, како пиво, и го укинаа, траеше 2-3 години можеби, и го скинаа. Едноставно беше направено пиво у погрешно време. Добро пиво у погрешно време. И тоа е многу тоа е клучен факт за правење, значи за правење производ, лансирање на производ, лансирање на кампања. Кампањата може да ти биде тебе најдобра, но да имаш пласирано у погрешно време. Сваќаш? И окей, грешки се прават и грешки се исправаат, и што е најбитно, од грешките се учи. Ако не си научил ништо од грешките и тераш со глава у зид, онда, брат, ти си луд. Знаеш, они убаво имаат научено. Мислам, тоа е една од најголемите компании кај нас кои што постојат и кои што имаат традиција за работа, разбираш. Нема слава кај што не се пие пиво, сваќаш. Значи, дали било слава, дали било роден ден, дали било возачка, дали било понеделник, не е битно, пиво се пие. И никад нема да престане да се пие пиво. Какво и да е. Топло, ладно, мало, големо, многу малку, пиете одговорно. Пиво секогаш ќе се конзумира. Мислам, вајда ни е врежано на нас у тој генетски код, дека ние мора да пиеме пиво. И сега, како забегав со муаветов, извини. Значи, пивара вика, ајде да направиме пиво за млади. Треба на младите им треба на младите нов вкус, дефинитивно да, затоа што за некој Скопското ги реже на грло. Мене ме реже на грло, например. Ја ако треба да бирам помеѓу Скопско и Скопско смут, секогаш бирам смут. Мене ми е така, лагано, убаво пивце за пиење. Ете, не знам, некако дојде момент, тајмингот на Скопско смут беше вака, шефскис, значи како го извадија, како го пласира, па тоа сребрени лименки, чуда врагови, PlayStation знакчиња на него, иксови кругови, триаголници, коцки,
мислам патернчето што е, сега копирајтет на PlayStation, ама видоизмените исто така да убаво изгледаат како патернчиња. И пласирано беше како пиво за млади. Пиво поврзано со журка, пиво поврзано со ноќен живот, пиво поврзано со концерти, со не знам, пикници, свашта. А Скопско некако го држеа како демек, ајде нека биде поише традиција, земјата, фудбал, сваќаш онака, не знам, некоја носталгија чак до степен на југо носталгија веќе беше дојдено, као, знаеш, као ни фали Југославија, ни фали Панчев, ни фали вој као се викаше коментаторот што иде у пензија, па знаеш, и некако влезе у таа некоја носталгија кај што еви луѓе на 30 години како мене, окей, сега имам 35, значи луѓе на 30 години веќе осеќаа некоја потреба, не знам, раѓаше некоја емоција повторно, не беше онака бланко реклама, само направена колку да има нешто у етер да се врти, затоа што годишниот буџет мора да се потроши за тоа. Него имаше, рекламите предизвикуваат емоција. Тоа е најбитно. Рекламата ако постои само за да биде реклама, онда ти ги имаш истрошено и фрнено парите у вода, буквално. И џабе. Реклама ако не створи било каква емоција, страст, завис, носталгија, радост, тага, што и да предизвика самата кампања кај тебе, самата реклама, флашата, например, дизајнот на етикетата, начинот на кој што се пласира сето тоа. Сето тоа, знаеш, некако ако не зажари нешто у душа кај тебе, ако не те стиснат малце гради за нешто, или ако не ти го направи дената на наш по-весел, си ја утнал скроз кампањата, според мене. Сега пак ќе кажам, ова се се мои лични мислења на оваа тема и пак ќе повторам, ако имаш спротивставено мислење од мене, не ми звони на телефон, пиши у коментар. Разбираш, не ќе да зборам на телефон, стварно. Од тогаш, значи кога почна да се вади целиот тој муабет со Скопско, со сите тие емоции, сите тие носталгии, фамилија, блискост, традиција, разбираш, имаше многу интересни моменти, не се сеќавам баш искрено дали имаше некој флоп тежак, значи некој дроп да направи да речеш глупа е кампања, него напротив сите кампањи беа некако сталожено, мирно, но секоја вадеше додатно емоција кај тебе за да се вратиш кај брендот што го знаеш и што го познаваш од дете. Не можам да најдам барам веќе некое време слика од мене кај што сум буквално 3-4 години дете и кај што имам флаша Скопско у рака. Сигурно некој што гледа има таква слика по дома. И нели, ние уште од сами деца знаеме што е тоа, па пената да ја пробаш, па ти горчи, па се правиш. Знаеш, премногу емоции се поврзани со пивото како пиво. Сега, доаѓа на ред 2024 година, викаме 100 години Скопско пиво. Не Пивара Скопје беше пред 2, мислам. Ова е сега 100 години Скопско пиво. Ја викам, окей, викам, баш ме интересира што би овакво, како би излегло, како би се развила сета таа кампања, знаеш, зашто Пивара Скопје и Скопско пиво, имав чест да работам неколку кампањи со нив и за нив. Значи, многу се детални во пишување брифови, во правење ресерч на маркет, значи се ти даваат на тацна. Вака, изволте, направи нешто. И сега доаѓаме до 100 години кампањата. Значи, прво нешто што искача е... Чекај бе, само сликата. Види го ова. Значи, ја по организиран хаос
у животов не сум видел. Ја као графички дизајнер го гледам ова и викам, дечки, алал. Значи, сите логоа кои што постојат, патерн направен од логоата на Скопско пиво. Од најстаро, до прастаро, до најново пиво, стотката е посветло зелена. Трендови следење со тука, со сечење, со Pathfinder праење букви, знаеш, те подсеќа на оние старите зелени, као миленца бе, као мушами уствари, мушами бе, гоце бе, да. И сега мушами, ти пази, и го гледаш, ете, монохроматски да кажеме, и после тоа го гледаш вака full color, викаш ова изгледа дури уште подобро. Сега, значи, има се, и ги има боите, значи има нешто што не се чита, ова пиво, знаеш, малце не фаќа, ама се разбира. Знаеш, не мора се да се чита од авион, се разбира, се гледа. Еве го, малце како индиго боја не е битно. Скопско оригиналната портокалава боја што имаат на гајбите. Гениално. Се, фонтот, славиме стотка во Охрид, фонтот направен кастом по логото Скопско. Нормално доправен е да не биде толку ист како логото, усвари логото е малце направен како дисплей, ова е направен повеќе да е читлив, ама пак има засеци некој, значи секоја ситница која што треба да се запази е запазена тука. И нема промашај во ова. Значи, да не правиме муабет за овие работи. Види колку убаво изгледало. Значи, се е шарено, се е хаотично. Ова се изненаче извадоци од тие шортовите што ги има за Инстаграм, мислам дека беа така нешто. Да не правиме муабет за се фаќам за глупости, да направиш униформа, ти ваква, збориме цел материјал да се испечати, па да се скрои, па да се зашие, за секоја девојка што работи, за секој дечко што работи, за се што може да се направи таму, значи по померка, по се по едно по друго и да изгледа естетски најпривлечно од се. Униформи кога сме правеле за настани по агенции било едноставно. Купи на невестата фармерки, купи на невестата старки или нека донесе од дома ако е помал бренд, знаеш, имаш ли фармерки, имаш ли старки, ај добро земи ги, бела кошула да не имаш, немам, ај ке ти даеме ние. Црвена марама да не се наоѓа дома, ми се наоѓа, земи ја црвената марама со тебе. И идеш таму и изгледаат од прилика исто слично, но генерички изгледа. Брат, ова е сериозна количина од штампана на материјал, пак ќе кажам, скроено, зашто стварно огромен процес е. Ама кога имаш јубилеј, да кажеме, од 100 години, парите не се проблем. Уствари, парите никогаш не се проблем, доколку идејата е добра. Тоа го имам научено од прва рака од премногу клиенти. Значи, ако идејата е добра и ако идејата држи вода, парите никогаш не се проблем за клиентот. Парите за клиентот се проблем кога клиентот не е задоволен со тоа што го гледа пред себе. Зашто ако нешто види и му се засвиѓа и каже да, ова е тоа што ми треба, нема да штеди, тоа сум 100% сигурен и гарантирам. Значи, види го ова. Ова иначе, ова е како ја вика шетачката гајба. Што ја правија и ја лоцираа, мислам, во повеќе градови низ Македонија за да се прослави. Значи, тука овој ѕид е историјата на Скопско. Концертите на кои што Скопско бил спонзор, не знам, свашто има. Скопско звучи супер, ова Ивица Спасовски во Мекен која беше креативен директор го правеа, беше супер со оној големиот бумбокс ако ви текнуе, што се правеше за лименките внатре се чува, па после тоа демек си го ставаш смартфонот внатре и он дава појак звук, ти го буста звукот од телефонот за ако слушаш музика у парк. Хартиено беше, не знам колку тоа баш ја чуваше, ама како идеја е супер, разбираш.
Пази, колку е шарено, колку е психоделија. Значи, само замисли, ова е огромна помаранџаста гајба од надвор, што стои скопско пишува на неја. Гајба ко гајба. Сваѓаш, влагаш внатре, имаш тепихче доле, онакво, тепи сонче уствари, тепи сонче, па тука пивцето си стои, убаво шарено, со се, мислам дека ова и екран на него, види го брат, значи ова е психоделија. Ја не знаев дека ова се дешава, стварно малце и не сум веќе од тие што искачаат од дома, само дома седам. Значи ова изгледа ненормално добро. Ова е fucking феноменално. Ја стварно 15 години работам, 15 години активно гледам, следам што се случува, настани кај нас, настани низ светов. Брат, вакви ствари ретко се гледаат и волку убаво направени, стварно ретко се прават. Пази, значи гледај колку се убави униформите. Значи ваква униформа личи. Пивара, некој од пивара или од публици ако гледа, дечки, ако имате некоја ваква машка мајца, ве молам, една за мене. Ке речев L, ама дебел сум сега малце, XL ако има, или L па ќе ослабам. Ве молам и ќе платам, колку треба ќе платам, ја ваква мајца морам да имам за мене. Ќе ја носам секој ден. Готово, крај. Ве молам, ако некој гледа или ако некој го знае, нека каже, нека пренесе. Ова, не знам, немам зборови, значи, визуелно ќе кажеме дека настанот изгледа перфектно. Еве ги сега видеата. Сега сме на Instagram, rotate your phone, ја ќе изротирам главата. Пази, значи. Брат, преубаво е. Не знам, мене стварно солзи ми течат кога гледам колку е се онака направено како што треба. Значи, све личи кој што треба и како што треба да изгледа. И од коментарите што ги читам, значи, нема човек што не кажа, браво, ова изгледа стварно супер. Еви од мене искрено, некои знаат, некои не знаат, мислам некои знаат, некои сите знаат. Публицис Македонија, Публицис Скопје ја правеше целава кампања. Браво за Публицис. Милан Стојанов, одличен графички дизајнер, одличен арт директор, сега е креативен директор во Публицис, сосема заслужено. Братот кида, значи колку е добар у тоа што го прави, тоа што го има у глава. Разбираш? И ако нешто други брендови треба да научат од Скопско, од тоа што Скопско го има направено моментално со кампањава, освен брендови нели и маркетинг агенции што треба да научат, е дека не треба да постои страф, дека клиентот ќе каже не. Ако направиш да изгледа добро, ако направиш да изгледа fucking гениално, нема еден клиент на светов да ти каже не. Па ќе крати ако треба и од други ствари, ќе префрла буџети, ќе заташкува ствари едно друго, ќе направи да изгледа добро. Да не зборам сега за настанот што беше, значи го утнав, не отидов на настанот, имав некои обврски и болен бев, уствари уште сум болен да го ебам. Проекции на МЦМ горе, мапирано, градски парк изгледа fucking феноменално, од сите страни фрштат пива, се случуваат чуда, светла, настапи Каролина, Гоце, Страйк, Пеше, Фолтин, тоа само Скопје, Охрид журка, ваму журка, таму журка, сегде журки направени од Скопско, кој што треба. Дечки, стварно, живели, фала за конечно добра кампања кај нас, од почеток до крај. A few moments later. Чекај бе, Гоце, кајдеш бе, персоно, 100 години Скопско, значи, што беше, усари, што ме фати мене, онак, off-grid, еднашка, баш, тргам ја у продавница да купам пиво, сабота ли беше или некој таков божден, немам појма, и го гледам ова. Гледам пун фрижидер пиво, ама збориме, претходниот ден бев да купам пиво, имаше стандардно пиво. Значи, Скопско. Дојам следниот ден, и сега претходниот ден зборам, ја отидов у 8 вечерта отидов по пиво, у 8 вечерта си имаше само Скопско. Обично, без ова фртлjonкиве горе шо се. Само Скопско пишеше на него.
Следниот ден, 10-11 сабајлечки рано викам, ајде да го одам, ќе дојат екипава туку мало, ќе се заседнеме, да биде ладно пивото. Цели фрижидери. Виничко, охридско, битолско, струмичко, демир, хисарско, дојранско, вакво, такво. Викам, скопско не можам да најдам. Знаеш, таа посветеност, да ти организираш, сега збориме, ја лансираме кампањата од сега, време тече сад. И на тоа време тече сад, сите фрижидери се препакуваат со новите дизајни низ цела Македонија. Значи, ова зборам у Сингеличи, брат, у Ченто, доле, у Трафика, цел фрижидер, голем. После тоа влагам у еден маркет, у втор маркет, у трет маркет, нема обична флаша скопско. Сите флаши се вакви. Башка, поштовање, конечно има охридско пиво, битолско. На времето имаше битолско пиво, го нема и сега го вадат под скопско, струмичко, виничко, секој град си добива за себе си пиво. Разбираш? Поклон од скопско пиво за цела Македонија. Факинг гениално. Фала. Се гледаме, дечки, у нареден стрим. Чао.